имам едно прашање до големата инквизиторка и сета нејзина инквизиторска свита. Дали изразот да вебам у гъс е мизогин или е израз на чиста романтична емоција, да не кажам љубов? Ве молам, одговорете на ова прашање, јас сум една изгубена душа без морален компас од вчера, па би сакал да научам искрено некои работи и во врска со мизогинијата и во врска со високоморалното однесување, со надеж и подадена пријателска рака дека овие мои видеа на Facebook нема да бидат блокирани од страна на големата света инквизиција. Така што ова нека биде еден вид на завет дека понатаму многу ќе внимавам какви изрази употребувам при моите обраќања на Facebook, но се сложуваме сите дека секако треба да ми биде укажано каде грешам и да кажеме да ми бидат појаснети некои изрази, за да знам во иднина дали да ги употребувам или да не ги употребувам, во зависност од тоа дали припаѓаат во категоријата мизогини или се нешто спротивно од тоа, се изрази на најдлабоки романтични чувства, како што во случајов е изразот да вебам у гъс. Одговорот на тоа, тоест резултатот од сите ваши пресови, инквизиторски пресови, ќе ви биде испорачан или ќе го видите на денот по затварањето на гласачките кутии во 2028 година. Тогаш ќе се соочите со резултатите од вашето инквизиторско делување на просторот на Македонија, особено во ситуација или во контекст кога за тоа добивате несебична поддршка и ветер во грб, покрај тоа нели што имате фрлено и сидро кој ве влече напред, добивате поддршка од разни дубиозни невладини организации за чии што операции или делување стојат пари на странски тајни служби. Да, приказната со жутото комбе само се свртена обратно. Само сега си правиме муабет право за право сега. Да не претютуеме некои работи, а не се правиме на тошо, така? Јас, како што гледате, покажав добра волја, дека сакам нешто да научам од широкиот диапазон на познавање што ги имате на темата политичка коректност и разни други европски вредности на тема нели почитување на изразување респект кон поима неам разните нели родови, полови и така натаму групации. Исто така сакам си дозволи мојата нели маленкост си дозволува да ви постави едно прашање, истовремено да ве алармира како голема инквизиција и вас голема света инквизиторке, да ви посочи, ако сакате и да ве подсети да реагирате на одредени места каде што досега не сте реагирале, веројатно не влегле во вашиот радар на препознавање, каде што навистина имало елементи на мизогинија, понекогаш и елементи на обид пример за рушење на уставниот поредок на државава и така натаму, каде што не сте изреагирале, веројатно никој не ви шепнал за тие моменти, да кажеме, ве немало да изреагирате, ве немаше да изреагирате пред 2 дена,
кога на протестот на тие студенти, да кажеме, кои што бараа правосудени на албански да се полагат двојазично, каде што се извикуваше УЧК. Може би ова не ви влегло во радарот, ја вас не ви се мешам во работата, вие сте света инквизиција, вие веројатно подобро од мене знаете кога треба да се реагира, и особено да ве потсетам дека на многу стадиони низ државава, кај што играат одредени клубови со одреден етнички предзнак, се пее, да кажеме, една вулгарна верзија на песната Македонско девојче, која што иде од прилика вака: Македонско девојче, курва голема. Треба и ова да го знаете, до сега не сум ве видел да реагирате на оваа тема, за ваквите навивачки песни. Не знам сега дали ова припаѓа у категоријата Македонско девојче курва голема, дали припаѓа во категоријата на мизогинија. Нели? Омраза кон жените. Не знам, вие подобро знаете од мене, но јас сум тука да ве потсетам, да ви укажам, да ви помогнам, да ви доставам информација. Ако не сте реагирале, веднаш напрез да реагирате уште денес. Зошто оваа песна, што ја пеат одредени групации со етнички предзнак, толку со мерак, со кеф се пее на стадионите за време на фудбалските утакмици, кај што играат овие клубови со одреден етнички предзнак. И сега вие одлучете дали тоа Македонско девојче, курва голема, дали спаѓа во категоријата на мизогини изрази. Вашата несреќа е во тоа што ви беше се дадено. Ви беше се дадено на тацна. Уствари, од секогаш вас ви било се давано на тацна. Голема инквизиторка. Вие сте дечиња, внучиња на големата црвена буржуазија, која што ги имаше сите привилегии во оваа држава 45 години. Вие сте нивни изданоци. Вие сте растени, како да ви кажам, со златни лажичиња ви имаат ставано храна во уста. За разлика од некои други што растеле на поинаков начин, вие во животот големи инквизиторке тешко не сте виделе. Кариери тешко не сте правеле. Све што сте сакале, сте добивале на златно лажиче одма. Затоа, вие голема инквизиторке, немате никаков однос на благодарност, на почитување, кога некој нешто ќе ви даде од страна, да знаете да го цените. Вашата несреќа е што вас ви беше дадена власт. Пак не ги добивте изборите, но ете така голем дел од народот реши да ви даде шанса, да ве гласа, да ве донесе на власт. Очекувајќи дека можеби такви какви што сте, распрдени и размазени, како дечиња и внучиња на црвените буржуи, нешто сте научиле од минатото и дека нешто ќе направите и ќе направите од оваа држава пристојно место за живење во кое што ќе живеат горди и достоинствени луѓе. Вие дојдовте на власт и прво што направивте, го предадовте својот народ. Го донесовте својот народ во крајно субмисивна слугинска улога во однос на други две соседни држави. Му го земавте достоинството голема инквизиторке. И најтрагичното од све, кога свативте која е вашата несреќа, кога почнавте сериозно да цвикате поради тоа што нешто ви беше дадено, а толку лесно го изгубивте, вие, наместо да се посипате со пепел и да бидете потивки
Појма немам. Од звукот на крилјата на бубамарата кога лета од цвет на цвет. Вие, наместо да бидете потивки од бубамара во лет, вие, голема инквизиторке, како муви гомнарки, почнавте да брчите, додека одите од гомно на гомно или во превод, додека влегувате од грешка во грешка. Вашиот гнев, голема инквизиторке, у моментов е епски. Вие во моментов се занимавате со работи што една достоинствена партија која знае што прави и која што има план, програма, агенда, визија, особено ако е во опозиција, не би смела да го прави. Вие се ставивте што е нормално, што ви влага у опис на работно место, нели, како големи инквизитори, како света црвено-бурџујска инквизиција, вие го направивте она што ви е баш што ви влага у опис на работно место, почнавте да се ставивте, го започнавте ловот на вештерки и вештери, вакви као мен. Океј! Али да знаете, кога влагате у ринг со некој, треба да бидете спремни да добиете удар. Јас, као што гледате, сум многу спремен. Иако да ви кажам искрено, од вчера јас сум полат човек. Ме нема. Луѓе ме гледаат, ми викаат: Сашо Тасевски, ти ли си или не си ти, бе, човек, што ти се случи? Или некој ќе ме стане, ќе ми рече: човек, каде отиде Сашо Тасевски, кој си ти? Полат човек, суво дрво Јавгорово. Такво влијание имаше вашата вчерашна пресуда упатена кон мене како главен вештар со овој другиот вештар, Миленко Неделковски. Излезе најголемите вештери дека сме ние. А особено ја. Добро. Пошо, Миленко има некоја функција директор на фудбалски клуб тамо, А ја неам функција, али искочив најголем непријател на големата света инквизиција. Најголем непријател. Кладава, кај ќе ја местите на Бихачка? У дворчето тамо? Немојте денес. Врне. Нема да успеете да запалите огнов. Баш на оган нема убаво да се запали, ќе се мучам. Нема да ме доизгорите кој што треба, страшни маки се тоа. Чекајте да се стопли, се еднага ќе се стопли, па на 40 степена тоа ако ќе букне, ја нема многу досетам, јеби. Големата света инквизиција тргна во крстоносна војна против вештери од типот на Сашо Тасевски. Ја пак ќе ви кажам, тоа е голема чест. На некој начин ме факторизиравте у политичка смисла. Дека толку ви пречам. Јебате Бог. Ако вие дојдовте до заклучок дека ја толку ви пречам, ви се ставам на располагање, изгорете ме. Слободно. Вие тамо тоа женскиот одсек при големата света инквизиција. Јас ви ветувам дека тоа нема да го сметам за андрогинија. Ако ме стаите на клада. Пошто вчера ја местевте кладата, сега уште стаите ме на кладата. Тоа ја нема да го дефинирам како андрогинија, тоест омраза кон мажите. Или некој екстремен феминизам, мислам. Уопште, јас со задоволство ќе одам. А ако сум грешел, нека изгорам. Како беше на песната народна со стиховите, не ми текна многу, беше добра. Нека изгорам, нема везе како беше, ама убаво тој стихот не ми текна, јеби.
Пола човек сум отчар. Ме нема. Луѓе проаѓаат покрај мене, не ме приметуваат. Од време на време некој ден еј, кој беше ти бе? Сашо Тасевски. Ти си Сашо? Не, вика, те нема, вика, тебе ти више не си Сашо Тасевски. Ти беше Сашо, ти си некогашен Сашо Тасевски. Сега вика, што ти се случило човек? Те нема, не си ти. Не, ме дупиш, не си ти. Ова ме дупиш, смеам да го употребам како израз, не е мизогин света, голема света инквизиторке, а? Пример, кога реторички прашуваш дали се шегуваш со мене, да кажеш она да употребиш повулгарен идиом, да кажеш ме дупиш? Дали ова влага инквизиторке во нешто што не е дозволено да се каже? Мислам, морам да ги научам некои работи. Па, можеби со тоа што ќе ги научам, што треба некои изрази да ги кажувам, а кои не треба да ги кажувам, па може и ќе придобивам вашата благородна милост и дека ќе се откажете од намерата да ме запалите на вашата кладена бихачка. Сепак се надежта последна умира, ја затоа велам, ако треба веќе се промена. Да. Да кажеме, исто не ми е јасен изразот пуши пуре со афрофризура. Чисто како израз, како идиом. Јас не сум толку учен човек како вас во големата света инквизиција. Вие сте ерудити, жени и мажи со енциклопедиско знаење. Вие секако многу подобро знаете од мојата маленкост, од мојата простичка душа и духовност, што е добро, што не е добро, што е морално, што е неморално. Така да ми се наметно уште едно прашање. Пушете пура со афрофризура, дали и тоа спаѓа во мизогинија или спаѓа во или е класичен израз на понуда, кога на некој пушач му нудиш пура, поима немам, некоја пура. Ако е Хавана, значи би било пуши пура со јужноамеричка фризура. Пошто е Хавана, нели? Куба, тоа е Средна Јужна Америка таму. Средна Америка, добро, средноамеричка фризура, јебика. Сега не знам кој имаш, има и некои пури што се произведуваат во Африка. Да кажем, не знам сега како се вика, тие се со афричка фризура. Со афрофризура, да. Ваше е да следите, будно да внимавате, затоа што столбовите на ова општество, моралните столбови зависат од вас, како голема света инквизиција, значи вие сте таа морална вертикала, која што го држи исправено на нозе ова општество, ова држава. Вие сте столбовите на стабилноста, на еднината. Вие сте гарантот дека доброто секогаш победува над злото. Над оние кои што со своето делување, со своето зборување го расипуваат моралот на широките народни маси, особено преку овие социјални медиуми. И така треба да биде. Ние сме тука да бидеме распнати или ставени на клада, ако на било кој начин, нели, сакајки или не сакајки, го подкопуваме таа морална вертикала која што вие сте ја поставиле, како со цврсти темели, од позиција, нели, на голема света инквизиција. Голема света инквизиција, не знам, ме подсети сега, голема света инквизиција, нешто да римувам со фелацијо. На моментот нешто ме асоцираше така, ма сега кој стих, знаете, јас сум стерна на рими и на стихови.
А у моментот не ми текне баш римата како, например, голема света инквизиција. Ајде, покажи ми фелацијо. Не идат стихове, некојаш не идат, јебига. А и башка тешко иде тоа кога не знаеш што значи, пример, зборот фелацијо. Нешто од фела ли е, нешто латински израз е некој. Еве, ако знаете и тука можете да ми помогнете да си го збогатам и својот фонд на зборови. Особено овие латински, тука сум мањак, не сум баш вичен многу употреба на латински зборови, а кај вас галиба во големата света инквизиција има и многу адвокати, доктори, тие знаат, треба да знаат латински, они баратаат со латински изрази. Сега не знам ова фелацијо од кај ми дојде у глава, ја и не знам нешто латински фелацијо. Што му значеше тоа? Дали нешто поврзано со фелата беше? Или беше име на некој јужноамерички маријачи, свирачи, пеач, фелацијо, така му доаѓа некој. Или па може би некој лик ми останал некоја на времето што сме гледале венецуелска или шпанска, венецуелска серија, некоја па нешто имало некој фелацијо, па ми останал у глава. Да. Кој ќе знае опичко матер? Толку информации понекогаш добивам да е неверојатно све да запамтиш да му е веќе матер. Ете така, сакам да знаете дека јас сум спремен да платам за моите гревови. Знам, ви верувам дека огнот најдобро ќе ги исчисти. Јас затоа сум спремен на очиглед на целата наша јавност и овие социјални заедници медиуми да горам прво овде, а потоа и во пеколот. А ако више изгорам овде, баш ќе ме боли што ќе горам и у пеколот. Веќе се навикнеш еднаш втор пат у пеколот, не ти е проблем, така ли е голема света инквизиција? Мислам, ако ти кажеш дека е така, ја мислам дека е така. Знаеш, нештото кој ќе го, више после вториот пат ти знаеш, понавикнат си некако. Еднаш ти изгореле, втор пат што е проблем. Може ти у серија да стават исти кур. Пардон, реков такви изрази употребување нема. Сепак не се до ја преска чисто ве прашав, иначе ја веќе такви изрази не ќе гледам, него јас доброволно сум решен да избегнувам. Додека не ме блокирате на Facebook и додека не ме изгорите на кладата, до тогаш секој ја ќе внимавам какви изрази употребувам. Да кажеме, тоа веќе изразите да ве ебам у газ, да ве го начукам у нос, у уво, тоа е веќе минато за мене. Значи, употребување на такви изрази, реков, веќе нема да има, иако, пак ќе ви кажам, со тоа што веќе нема да употребувам изрази, да ве ебам у газ, да ви го начукам у нос, у лево уво, дека сепак се надевам на помилување и верувам во големата милосрдност, во великата милосрдност на големата света инквизиција и вашата милост, голема инквизиторка. До следното гледање, останете во добро расположение, денес исто убав ден, да најдете некоја нова вештерка, нов вештер, како што наоѓате секој ден. Само една работа внимавајте, ви реков. Во 28 година, на денот на гласањето, на тие парламентарни избори што ќе бидат, само внимавајте душите на овие што сте ги изгореле, за време на вашата инквизиторска офанзива од позиција на опозиција, да не тргнат сите против вас. Тие како фурии ќе ви ја грицкаат душата после до крајот на животот. Само тоа внимавајте. Затоа со ниет на вистина убедете ги дека биле грешни или дека огнот е тој кој што ќе ги исчисти нивните гревови. Ова ви е пак мој совет, ако сум јас еден од осудените,
внимавајте да не нивните души да не како фурии тргнат по вас. Оти нели избори се ближат, ке го јадете. Пардон, не мислев ништо лошо. Ке го јадете гравот, на гравот мислев, ај чао.